Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него да не заѓене, туку да има живот вечен. Денес ќе зборуваме како човекот може да се спаси, неговата состојба пред Бог и на кој начин може човекот да го добие вечниот живот. Како прво, постојат 4 духовни закони. А што е тоа? Например, што е тоа среќа? Среќа не е затоа што се чувствуваш среќен и радосен, бидејќи си примил, добил и доживеал нешто што ти се оствариле некои животни цели и планови, туку вистинска среќа е кога животот ти е осмислен со Бог и кога си сигурен и знаеш дека смртта не е крај на се. Туку е почеток на нов, нераспадлив и вечен живот со оној кој ја победи смртта, тоа е Господ Исус Христос. Еве ќе дадам една илустрација. Пајакот. Сите сме виделе пајак. Ги има во домовите, во царските палати и насекаде. Пајакот со својот долготраен труд си плете мрежа и додека плете сигурно не му доаѓа на памет да си рече дека се уморил. Тој ќе ја исплете како што Бог го надарил за тоа. Но ќе дојде домаќинката и со својата метла ќе ја собере пајажината и плюс, ако е се уште таму, ќе го згмечи и целиот труд и животот на пајакот завршуваат дотука. Што сакам со тоа да кажам? Не е ли така и со човечкиот труд и живот? Човекот се труди да стекне добар положај и воедно да спечали богатство и имот на оваа земја. Сите своји трудови ги прави за да ужива во своите дела. Ја вложува сета своја способност, а понекогаш го губи и здравјето, за да ја постигне посакуваната цел. И таман ќе ги заврши и усоврши своите дела, ќе дојде смртта и како пајакова мрежа залудно се трудел. Соломон ни дава убав пример за тоа, кога сета своја способност и елан ги вложил во трудење, трупање на богатство и правење секакви уметнички дела. За на крајот тој истиот да каже се е суета, се е празнина, се е гони ветер. Но ако вложиме труд за она што е вечно и кое не припаѓа од овој свет, Бог ни ветува дека ќе не награди и ќе ни даде вечен живот. Но севкупната радост и среќа се наоѓа во Евангелието, кое што Бог ни го нуди преку Исус Христос. Евангелието е радосна вест, зашто самиот збор Евангелие значи добра вест, радосна вест, блага вест. Таа радосна вест е среќен и исполнет живот, што ни нуди. Без Евангелие не може да има среќа, не може да има исполнет живот и не може да има вечен живот. Можат нештата само да изгледаат, а во суштина да нема никаква реалност во тоа. Евангелието ни ги нуди 4 духовни закони. А што е тоа? 4 духовни закони се начини како да се сподели добрата вест за спасение, што е достапно на сите луѓе преку вера во Исус Христос. Тоа е еден едноставен начин да се состави во 4 главни точки. Најважната информација од Евангелието. Првиот закон е тоа дека Бог те љуби и има прекрасен план за твојот живот. Во Евангелието според Јован, 3 глава, 16 стих, веќе на самиот почеток го цитирав, вели: зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој што верува во него да не заѓене, туку да има вечен живот. А во Евангелието според Јован, 10 глава, 10 стих, е дадена причината зошто Исус дојде на оваа земја. Тој вели: јас дојдов за да имаат живот и да го имаат во изобилие. Бог те сака, Бог не сака. Бог ја искажа неговата љубов на крстот. Што е тоа љубов? Таткова љубов. Еве една друга илустрација за љубовта. Од секојдневниот живот. Еден човек го сакал својот син со сите можни докази на љубовта.
Синот на тоа не обрнувал внимание, туку се впуштил по лош пат и лошото друштво и паѓал се подлабоко и се пониско во животот. При тоа направил многу долгови на својот татко, кој што татко му од љубов ги платил. Еден ден исто така постапил и поради тоа што овој пат се срамел да се понижи пред татко му, ја зел татковата чековна книшка, ја пополнил сумата што е должел и лажно се потпишал со татковото име. Така ги измирил сите своји обврски. И поради тоа што сумата на пари била голема, сепак се исплашил и заминал во странство. Не поминало долго време, младиот човек станал бездомник. Така еднаш целиот прталав затропал на вратата на еден богат земјоделец. Кога овој го видел, му поминала мисла во главата. Оваа момче јас го познавам некако. И поради тоа што бездомникот бил толку слаб и немоќен, тој го пуштил во куќата и одлучил следното утро да го распраша за потеклото. Во тој момент стигнал поштарот и му е предал на домаќинот поштата. На еден од листовите, момчето го препознал ракописот на својот татко. И се прашал во себе си, од каде и зошто неговиот татко му пишува на овој човек, и внимателно го следел човекот каде ќе го остави писмото. Го нагостиле и му спремиле постела. Странецот, човекот бездомник, не можел да заспие. Тивко ноќта станал од постелата, отишол онаму каде што стоело писмото и при читањето момчето паднало како во несвест. Писмото навистина било од неговиот татко. Тој му пишувал на својот далечен пријател, кои биле многу блиски. Вие веројатно сте слушнале што направи мојот син единец и како тајно ме напушти. Не знам дали е тој се уште жив, но неодамна ми дојде една мисла на памет, дека тој можеби еден ден ќе затропа и на твојата врата. Ако тоа навистина се случи, те молам, кажи му дека се му е простено. Јас се уште го сакам мојот син и ќе го сакам. Нека се врати дома. Тој е секогаш добродојден во мојот дом. Овие зборови за синот биле премногу. Паднал, шумот ги пробудил домаќините и тие станале, мислејќи дека дошол можеби некој крадец. Го нашле својот неповикан гост. Кога момчето дошло при себе, признал се и рекол, колку сум будала. Татко ми простува, се уште ме сака, а јас мислев дека веќе нема да ме сака таков. Нема да ме види, затоа што многу му сгрешив. Бог на ист начин нас не сака. Ние многу сме сгрешиле, но Бог од љубов се даде себе си на крст. Го испрати својот единороден син на крстот да умре за сите нас. Што не го попречува патот кон Божјата љубов? Што е тоа што не пречи да имаме изобилен живот? Можеби како овој син да побегнеме од Бог. Зашто вториот закон е тоа дека човештвото е навистина расипано поради гревот и поради тоа што е одделен од Бог. Тој бега од Бог. Павле ни дава потврда за оваа информација, вели, зашто сите сгрешија и им недостасува Божјата слава, или се лишени од Божјата слава. Тука во Римјаните 6 глава 23 стих се представени последиците од гревот и вели, зашто смртта е плата за гревот. Бог не создаде за да бидеме во постојани добри односи со Него. Но човекот сгреши и поради гревот е одделен од Бог. Ние ги разрушивме добрите односи со Бог, што Бог сака да ги има со нас. Каков е излезот од оваа ситуација? Пред да дадам одговор каде е излезот, ќе дадам еден старозаветен пример колку е опасен гревот и како да се ослободиме од него. Псалмистот Давид во 51-иот псалм вели, само тебе ти сгрешив. Цар Давид беше понесен од царштината. Ја зеде жената на Урија Хетеецот, по име Вицавеа. Потоа на лукав начин, сакајќи да го сокрие гревот, беше принуден да го убие и го уби Урија на најгнасен начин, испраќајќи писмо лично преку неговата рака, за да биде поставен во првите редови на бојното поле и да загине од непријателот.
сите злодела ги направи тајно. Може би си мислеше дека како цар и воздигнат во очите на луѓето, има посебни привилегии, па и Бог може да му прогледа низ прсти. Откако дојде пророкот Натан и му ги откри сите злодела, преку приказната што му ја кажа, тој самиот си ја донесе пресудата, кога рече со гнев дека таквиот човек што го направил оваа дело заслужува смрт. Натан, како Божи човек, директно во очи му рече, иако е цар, дека сето тоа се однесува за него и дека човекот на кого се гневи е лично тој. Давид немаше друго решение, освен да се покае и да ја признае вината, велејќи тебе, само тебе ти сгрешив и направив што е зло пред твоите очи. Ќе бидеш праведен кога ќе проговориш, кога ќе пресудиш без прекорување. И ние како и Давид или човештвото на еден или на друг начин, подеднакво сме ги прекршиле Божите заповеди. Сме го обезчестили и навредиле Бог, така што, според законот, сите ние заслужуваме смрт. И писмото јасно вели и нагласува, зашто смртта е плата за грев. Но благодарение на Божјата милост во Исус Христос, преку покаяние и вера, ни се овозможува да го примиме Божјиот дар и да станеме Божји деца, спасени од вечната смрт. Како што во продолжение на стихот е напишано, но благодатниот Божји дар е вечен живот во Исус Христос, нашиот Господ. Третиот закон е тоа, дека Исус Христос е единствениот начин кој што Бог го замислил за спасение, за да ги избрише нашите гревови. Преку Исус Христос, само преку Него, нашите гревови ќе бидат простени и ние ќе можеме да имаме повторно заедништво со Бог. Кога велам повторно, мислам на она што го изгубивме во Адам, кое што пред тоа никогаш не сме го имале. Во Римјаните 5 глава 8 стих ни се кажува дека Бог ја покажа својата љубов кон нас со тоа, што Христос умре за нас додека уште бевме грешници. Тоа ни кажува што треба да знаеме и да веруваме, за да бидеме спасени. Дека Христос умре за нашите гревови според писмата и дека беше погребан и дека воскресна на третиот ден пак според писмата. Исус Христос самиот кажува за себе си во Јован 14 глава дека само тој е единствениот пат за спасение на луѓето. Тој вели: јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при татко ми освен преку мене. Како да го добијам прекрасниот дар, спасението? Еве го четвртиот закон. Ние треба да го насочиме погледот со вера кон Исус, нашиот Спасител, за да го добиеме дарот на спасение и да разбереме каков е Божјиот прекрасен план за нашиот живот. Во Јован 1 глава 12 стих се опишува како може тоа да се случи. Тој вели: а на сите кои го примија, се мисли на Исус Христос, им даде власт, можност, право да станат Божји деца, на оние кои веруваат во Неговото име. Во Дела 16 глава е речено вака: поверувај во Господ Исус Христос и ќе се спасиш ти и целиот твој дом. Ние можеме да се спасиме единствено по благодат и единствено преку вера во Исус Христос, не преку нашите дела. Делата се само еден добар украс на верникот, кој е спасен и го има Светиот Дух. Верата создава наново раѓање преку Исус Христос. Библијата вели дека без вера не можеме да му угодиме на Бог, зашто оној што доаѓа при Бог треба да верува дека тој постои и дека ги наградува оние кои му пристапуваат. Исус на сите што му пристапуваа со вера, ги фалеше, ги пофалуваше, ги спасуваше од нивните гревови. Со вера во Исус Христос, например, стотникот го доби тоа што го посакуваше. Со вера жената што боледуваше 12 години се излечи. По ослободувањето од болеста Исус ќе им речеше: оди си со мир, твојата вера те спаси. Верата допринесува човекот да биде спасен од гревовите и да добие наново раѓање за вечен живот.
Апостол Павле јасен е и вели: праведникот ќе живее преку вера. Римјаните, 1 глава, 17 стих. Потоа во Ефесјаните: зашто по благодат сте спасени преку вера, тоа не е од вас самите, за да не се пофали некој. Кога е од вера и дар Божи, се исклучуваат сите други можности. Делата не можат да го спасат човекот. Зашто ако беше преку делата, тогаш Исус залудно умрел на крстот, вели Павле. И тој понатаму вели: ниту еден нема да се оправда од делата на законот. Преку вера сите библиски личности ја добија очекуваната надеж. Сите станаа победници и Бог ги призна како негови верни слуги. Каде што не подлегнаа на искушенијата и на сите предизвици што им беа поставени од непријателите. Верата е основа за наново раѓање. Вера во Божиот Син. Ако сакаш да му се довериш на Исус како твој спасител, кажи му ги на Бог овие зборови. А самото изговарање на овие зборови нема да те спасат, туку верата ќе те спаси. Еве еден вид молитва на кој начин да ја искажеш пред Бог. Господе, знам дека сум грешник пред Тебе. Јас заслужувам да бидам казнет за тоа. Но Исус Христос ја зеде на себе казната што јас ја заслужив. Така преку вера во Него, дај ми опростување на моите гревови. Јас во овој миг го свртувам мојот грб на гревот, на сите мои гревови, и ти се доверувам на Тебе. Ти благодарам за Твојата прекрасна благодат што ми простуваш и ми го даваш дарот, вечниот живот. Амин. Гледај да го запознаеш Исус додека си наоѓаш на оваа земја и додека дишиш, зашто по смртта ќе ги чуеш можеби само зборовите бегај од мене. Сепак не е доцна, за да може Бог да ти каже: дојди, чедо мое, наследи го царството, кое е приготвено за тебе уште пред создавањето на светот. Да, сите ние сме грешници, но Бог нас не сака такви какви што сме грешници, да се покаеме и да веруваме во Него. Ако тоа го направиш денеска ќе добиеш вечен живот. Нека му е слава на Господ Исус Христос. Амин.